Уште една шарена лага на власта е фабриката за електрични автомобили во Титово, предупредува лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Тој вели дека ветувањата за овој проект пропаднаа во вода поради неажурното работење на владата. Мицковски се сомнева дека некој од власта се офајдил со државни пари, но ако тоа се докаже, уверува дека ќе има одговорност. Јас наистина не знам како не е до власта која што во август 2022 година ветуваше дека за неколку недели ќе почне производството, за да неколку месеци потоа не лаже дека ги групирале парцелите, па тоа било пречка за да отпочне производството, за да нешто повеќе од година дена посведочиме на банкрот на компанијата. Ние што самиот почеток предупредувавме дека ова е уште една шарена лага во очи на тогашните воредни локални избори во општина Тетово. Мицковски предупреди дека поради нерационалните трошења на владата, економијата е пред колапс. Според него влегуваме во се потешка фаза, а сите бројки покажувале дека македонското стопанство тоне. Се сеќавате, ветува раст на бруто домашниот производ просечен од 5%, 2023 година со најнизок раст во регионот го завршивме од едва 0,9%, иако мислам дека после ревизијата која што ќе направи независен Државен завод за статистика, не овој партиски октруиран и политизиран завод на ДУИ СДСМ, таа нема да биде поголема од 0,5-0,6%. Значи, дури и они инерцијата на економијата успеваат да ја придушат. Лидерот на ВМРО ДПМН вели дека неговата партија подготвува програма за економски препород на Македонија и ги повика сите граѓани масовно да излезат на следните избори и да одлучат во каква држава сакаат да живеат. Тој ги обелодени имињата на носителите на изборните единици на ВМРО ДПМН за престојните парламентарни избори. Мицковски ќе биде носител во изборната единица 1. Подпредседателот на ВМРО ДПМН е Владо Мисајловски, носител во двојката, претеникот Ковачки во тројката. Во четвртата изборна единица носител ќе биде партискиот подпредседател Александар Николовски. За петката се уште не каже име, но одлука ќе донесат во текот на денот. Како и минатите избори, во шестката носител ќе биде пратеничката Дафина Стојановска.